Почитувани гледачи, добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути. Добре дојдовте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин, кој ви ги носи најновите случувања од светот на интернетот. Во оваа емисија се разбира главна и единствена тема е предложениот закон од страна на ВМРО, ДПМН и ДУИ, со кој се забранува објавувањето и реобјавувањето на така наречените опозицијски бомби или на преслушуваните материјали кои ги објавуваше опозицијата. Во овој закон не само што се забранува преобјавување на овие материјали кои веќе се изнесени во јавноста, кои се чуени од граѓаните, туку се бара и тргање на сите тие материјали од страна на архивите на медиумите, од страна на интернет просторот, еден потек кој е невиден преседан во поновата македонска историја и кој за многумина, речиси за сите оние кои коментираат на социјалните мрежи, е насочен кон комплетна и целосна цензура. Пак ја речам, за прв пат невидена од ваков тип во Македонија. Почнуваме со најновите информации, а тие се дека под силен притисок на опозицијата на СДСМ и на странскиот фактор ВМРО, ДПМН и ДУИ неофицијално изјавиле дека ќе го повлечат предлог законот на доработување, а токму овој предлог закон ги блокираше и преговорите кои се водат паралелно во однос на измените за гласање, во однос на законските измени кои се однесуваат на изборите. Почнуваме со најновата информација, тоа е дека законот е повлечен од страна на предлагачите. Еве еден наслов на Плюс.инфо. Трајко се јогуни, законот ќе си го повлечат Талат и Муковски. Повторна нервоза во клубот на пратениците во Скопје, откако со тешки маки паднал договор ВМРО, ДПМН и ДУИ да го повлечат на доработка скандалозниот закон за цензура на бомбите, председателот Трајко Велјановски одбил да го стори тоа со образложение дека веќе го офрлил во процедура. По ова, лидерот на СДСМ Зоран Заев повторно се заканил со прекин на преговорите и најавил дека ако законот остане, утре ќе ги објави сите бомби. Збеснал и евроамбасадорот Аиво Орав, кој барал да се почитува договореното. Според информациите, пронајдено е соломонско решение. Законот ќе го повлечат самите предлагачи Талат Џафери и Крстен Муковски. Законот ќе се доработува во насока на она што всушност било договорено во Пржино, да нема нови бомби, односно сите сознанија да му се предадат на специјалниот јавен обвинител. Тоа е тој текст, а по многу партии, здруженија, организации, осуди за законот дојде и од самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници, од каде велат дека се работи за класична и недозволена цензура. Еве и насловот е таков на соопштението. Се предлага законска рамка за цензура. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници најостро го осудува предлог законот поднесен од пратеникот на ДУИ Талат Џафери и пратеникот од ВМРО, ДПМН Крсто Муковски. Без сомнение, овој предлог закон е кршење на член 16 од Уставот на Република Македонија, во кој се наведува дека цензурата е забранета. Предлог законот недвојбено представува обид за цензура која е неприфатлива за било која земја која сака да се декларира како демократска. Одредбата во која се предвидува дека тој што неовластено поседува, обработува и располага на било кој начин со материјали кои произлегуваат од незаконско следење на комуникации, ќе се казни со казна затвор од најмалку 4 години, дополнително ја загрозува кревката слобода на изразување и ќе представува сериозна закана за работата на новинарите. А она што го велат од самостојниот синдикат дека се работи за цензура, тоа е еден став кој е пренесен од доста корисници на социјалните мрежи, но и од страна на експертската јавност, како например професорот Љубомир Фрчковски, кој предава и уставно право. Професорот вели дека овој закон е комплетно неуставен. Љубомир Фрчковски: законот за забрана на бомбите е варварски акт. Овој закон двојно го крши Уставот на Република Македонија. Од една страна, тој сака да заведе цензура. Јас разбирам дека може би било договорено СДСМ во иднина да не детонира нови бомби, но невозможно е да се забрани расправа во парламентот за содржините на преслушуваните разговори со кои јавноста веќе се запозна.
И чиста цензура е на медиумите да им се забрани да известуваат за тие расправи. Од друга страна, законот бара од медиумите да се избришат сите досега објавени бомби со кои се воведува принципот на ретроактивност на штета на граѓаните. Тоа е директно спротивно на словото на Уставот, објаснува професорот, еден од авторите на македонскиот устав. А во однос на законот, медиумите веќе излегува и со текстови, со анализи, со коментари. Еден од таков е на Балканската истражувачка мрежа и проектот Призма, кој во насловот вели глупав и неуставен, оценки за новиот предлог закон со кој се забрануваат бомбите. Во написот во Призма прашани се повеќе експерти. Еве интересен е еден коментар на адвокатот Александар Тортевски кој вели: Предлог законот е толку глупав што мојата правна логика не ми дозволува да го коментирам. А ќе видиме и други. Значи се работи за еден голем текст во кој се цитира и законот, членовите, од каде произлегува. Еве тука се анкетирани професорот Осман Кадрију и судијата Цаца Николовска. Во светот никаде не се носи закон за една минута по една постапка. По сето ова можам само да заклучам дека власта се плаши од бомбите кои не беа објавени во јавноста, вели професорот Кадрију. А судиката Николовска вели: станува збор за закана да не се објавуваат снимките, а најлесно е тоа да се направи итно преку донесување закон. Ако се донесе закон, се отвара можност секој кој сторил криминал, а е на власт, да се донесе закон и да се каже дека за ова не смее да се зборува и објавува во иднина, смета и Тортевски. Тоа е текстот на Бирн. А може да се каже дека најмногу реакции има на социјалните мрежи, и тоа на социјалната мрежа Facebook, која најмногу се користи во Македонија. Тука излегува обични граѓани, но излегува професори, излегува политичари, излегува активисти во невладини организации и сите коментираат, може да се каже, доста револтирано во однос на предложениот закон. Одиме со професорот Јове Кикеновски. Професорот на својот Facebook профил пишува: кој е тука луд, збунет или ненормален? Граѓаните на Република Македонија кои го гледаат овој мизерен циркус со поднесениот предлог закон за забрана на реобјавување и објавување на преслушуваните материјали, политичарите кои го предлагаат законот или пратениците кои треба да го изгласаат? Зошто Здраво Коски кај осомничените криминални структури во ДПМН и ДУИ, кои се главни актери во снимките, кога се работи за креирани, сечени, лепени и монтирани материјали? Па за такви изнесени материјали во јавноста лесно се добива кривична пријава, а казната е сериозна за оние кои ваквите материјали ги изнеле во јавност. Доста бре со ваква демагогија и манипулација. Ви нема спас дури и кожни гаки да облечете. И ќе видиме некои од коментарите. Еве некои од Facebook корисниците кои го читаат професорот Кикеновски велат: сиот македонски народ го прават ненормален, срамота невидена. А друг додава: слушајте, па нема потреба да се казнуваат криминалната дела на нашиве политичари, тоа не е добро, бе луѓе. Не е ни демократски, ни човечки да се слушаат какви сделки правеле луѓето и сега да се кажува пред јавноста. Зошто ново компонирани врапчиња кои си направиле седелки одамна тешко ќе му биде да се преселат во вистинските институции на Република Македонија? И се разбира, тоа тука се работи за еден ироничен коментар на статусот на професорот Кикеновски. Жарко Трајановски, експерт за човекови права, целиот предлог закон го сумирал во една проширена реченица и за која вели дека ја одразува суштината на тоа што е предложено. Трајановски пише: закон за заштита на криминалците на власт.
Секој што поседува материјали за сторен криминал и злоупотреби од ВМРО, ДПМН и ДУИ има да лежи најмалку 4 години затвор. Да не го тупиме. Тоа го вели Трајановски, а коментар за законот има и главниот и одговорен уредник на Алсат Мухамед Зекири, кој вели дека се работи за едно нелогично решение и дека со овој потек владачката коалиција донела поени кај опозицијата, сакајки или не сакајки. Мухамед Зекири пишува: да предложиш закон со кој ќе се забрани објавувањето на така наречените бомби треба да си или во наводници глуп, или да се тепан со мокра чорапа. Ова покажува колку партиите на власт, ВМРО, ДПМН и ДУИ изгубиле секакво чувство со реалност. Да ги платеше опозицијата немаше да направат ваков кикс владините партнери. Зачудува уште повеќе фактот што партијата на Али Ахмети покажува дека е вазал на ВМРО, ДПМН со самиот факт што токму интегративците го предложија овој бесмислен закон. Ахмети беше тој кој јавно го повикуваше лидерот на СДСМ Зоран Заев да објават се што имаат за него и неговите сопартици, па дури и приватни разговори, за сега да излезат и да бараат со закон да се забрани објавувањето на така наречените бомби на СДСМ. ВМРО, ДПМН и ДУИ се во недоумица дали да ја изберат змијата или магарето. Нивното лицемерие очигледно нема крај, пишува Зекири. А доста од оние кои ги следат социјалните мрежи, кои редовно коментираат, кои пишуваат колумни, сега дадоа и своји предлози, таков еден на Роберт Милески, кој се огласи на Фејсбук со следново: јас на итна пресконференција ќе повторев една од посочните бомби и по итна постапка ќе се заканев со итно напуштање на парламентот и продолжување со бомбите. Целава оваа игра е опозицијата да остане без материјал за време на изборната кампања, кога тие ќе парадираат со кружни текови, патишта и слично. На тоа ќе треба да се одговори: вие нов кружен тек, ние нова бомба. Значи Милески мисли дека ова е насочено, уште сега се мисли на изборите и на изборната кампања, кога треба да се спречи бомбите да се слушаат во јавноста, а многу е веројатно дека дел од медиумите токму ќе ги вратат овие бомби за време на кампањата, кога ќе излезат оние политичари кои се посочени во нив. Одиме со новинарот Срđan Стојанчов, кој исто така има интересно прашање во однос на законот. За интернет сајтовите ми е јасно, ама ме интересира како планираат да ги бришат текстовите за бомбите од архивите на весниците. Дали ќе идат по подруми да запленуваат стари весници, дали ќе ги запленат од библиотека и дали ќе ги палат или само ќе ги чуваат во бункер. Еве, интересно прашање во однос на законот кој предвидува навистина веќе објавените материјали да се тргнат од архивите. Одиме со новинарот Миодраг Мишолиќ. Најапсурдна е тезата на Талат. Е таа дека новинарите, доколку имаат индиции за некаков криминал во државните органи, треба да го пријават тоа во соодветни институции, а не да ја информираат јавноста. Па баш институциите се проблем од мајсторе. Да имаме институции кои професионално ја вршат работата за која се основани, воопшто нема да им пречи што медиумите ќе објавуваат индиции за криминали во државните органи. Напротив, ќе им биде потребно тоа и како нови сознанија и како инструмент за сензибилирање на јавноста, чија поддршка ќе им дава поголема независност. И тука ќе видиме еден коментар кој вели: не ви е лесно. Новинарството ќе го сведат на временска прогноза и истражувачкото на успесите на македонската фудбалска репрезентација. Доста од коментарите кои се на социјалните мрежи се насочени токму кон поднесувачот на законот, тоа е Талат Џафери од ДУИ. Многу ги коментираат неговите ставови во однос на тоа дека тој го пишувал законот и така натаму. Одиме првин со професорката Мирјана Најчевска.
Најчевска пишува: Талат Џафери нема појма што е демократија, нема појма што значи да бидеш пратеник, нема абер што значи поделба на власт, нема појма што значи контрола на собранието над извршната власт. Човекот тврди дека немало смисла комисијата за надзор на ДУБК да го изведува тој надзор заради тоа што во комисијата биле само луѓе од позицијата и тоа би значило дека сами себе ќе се контролираат. Талат мисли дека е вработен во УБК. Тој не е глуп, тој едноставно нема појма. И како човек кој нема појма не смее да биде пратеник, бидејќи тоа е штетно за државата и за секој од нас поединечно. Гледајте го и ќе ви стане јасно дека човекот мисли дека собранието е исто што и партија. Или можеби исто што и група бандити собрани во шумата. Не знам. Или можеби бандити собрани во УБК, кој знае. Како можам да очекувам друго од Талат, освен да предложи закон со кој сака да го заштити неправото, да го сруши уставот и уставниот систем. Значи, еден може слободно да се каже прилично остар коментар на професорката Најчевска. Продолжуваме со останатите Facebook корисници. Кристина Костова вели: Шарлатаните кои на политиката гледаат како на пазарче, почнаа да ги користат бомбите како валута во процесот на ценкање и подкусурување, кое што така безобразно и со месеци го спроведуваат пред очите на целата македонска јавност. Монополизирањето на бомбите од страна на тесните партиски елити е поигрување со чувствата на граѓаните, нивната интелигенција, помнењето конечно и со нивните судбини. Тука Костова очигледно мисли и на останатите политички субјекти, а не само на власта. Одиме со Емилијан Илјовски, кој исто така пишува за Талат Џафери. Многу интересно да се гледа во директен пренос како кредибилитетот и рейтингот на еден висок владен функционер му се девалвира до толкава мерка што ни најголемите негови опоненти не би можеле да го посакаат. Но истовремено многу поразителна е констатацијата дека ваков човек цели 7 години е многу блиско до врното кормило на оваа држава, а многу дури не би му ја довериле задачите на помлад референт во својата фирма. Затоа, не ни требаме да се зачудиме во магнитудата на засукувањето на нашиот брод. Сепак ќе мора да се запише нов закон со кој ќе се обезбеди тестирање на интелигенцијата со цел да се обезбеди оној минимален потребен за објавување на најелементарните задачи на некој член од владата, пишува Илјовски. Сега ќе видиме дел од коментарите кои се веќе хумористични, кои го исмејуваат целиот процес, целиот закон, а кои секогаш ги има на интернет. Одиме првин со Владко Василј, познат витерџија, познат корисник на Facebook. Мислам дека сите кои ги користат социјалните мрежи го знаат, а тој пишува и за неделникот Фокус, некогаш сериозно, некогаш во иронично смисла, овој пат тогаш ова е напишано иронично. Значи се работи за една од оние паравести. ДПМН и ДУИ со нов предлог закон, да нема вести без пофални зборови за владата. Владата на ВМРО, ДПМН и ДУИ поднесе предлог закон со кој се предлага да се избришат сите вести што се објавени на порталите и да се запалат сите вестници во кои има текстови каде работењето на владата се оценува како непродуктивно и текстови што не содржат пофални зборови во корист на владата. Сите оние медиуми кои нема тоа да го направат, ќе мора да платат казна од 5000 евра и да го затворат својот медиум во период од 15 дена. Односно, се додека не свата дека владата работи најдобро и најпродуктивно и таа работа е во интерес на граѓаните и државата. Овој закон вклучува и член за девасилизација, односно затворсна казна од 3 години за секој оној кој ќе го лајкне, шерне, февне или ретвитне Владко Василј. Ете, Владко Василј со интересен предлог, можеби владата и ќе го послуша. Продолжуваме со професорката Гордана Попсимонова, која исто така пишува во однос на законот и вели: да прашам, ќе предложат закон за лоботомија? Ги чувме бомбите, ги запамтивме и од предходно понешто знаеме. Што да правиме?
иглите сами да си ги носиме или ќе не чести државата? Мали вечерни дилеми. Интересен статус има и Горан Арсов, кој исто така пишува и колумни и е чест корисник на Facebook, кој пишува во однос на Дуи и прашува: Дуи бара забрана за фрлање бомби. Кај отиде светот? Значи, јасно алудирајќи на почетоците на Демократската унија за интеграција, на нивното прераснување од герилска групација која се бореше во вооружен конфликт, па се до трансформирањето во политичка партија. А интересен предлог закон исто така објави и Милчо Велјановски на Facebook, тој го напиша дури и во предлог на закон, тој и личи веродостојно, се разбира се работи за иронична верзија на настаните во однос на предложениот закон за забрана за објавување на бомбите. Па сега Милчо Велјановски вели: Закон за бомбите. Член 1. Секој оној што ќе види згодна женска на улица и ќе објави дека е бомба, ќе се казни со казна затвора од најмалку 10 години до доживотен затвор. Секој оној што на Facebook ќе објави под фотографија бомба си, ќе се казни со казна доживотен затвор со доживотно одземање на правото на пристап до интернет. Секој оној што ќе објави зошто нема бомбици на Славава, ќе се казни со казна затвор од најмалку 5 години. Секој оној што ќе објави дека пронашол бомба од Првата или Втората светска војна во својот двор, ќе се казни со казна затвор од најмалку 4 години. Секој оној што ќе ја објави секс бомба од Том Џонс, ќе се казни со казна затвор од 75 години, колку што има Том Џонс. И член 6. Зборот бомба се исфрла од речникот на македонскиот јазик и од секојдневниот говор. Се забранува и употребата на зборовите шупраиш, началниче и миле ми текна. Значи, Милчо Велјановски со интересна алузија на веќе објавените бомби и со исто така интересен предлог закон до власта, кој можеби власта може да го разгледа и да го усвои кога веќе го предложи овој предлог закон. Ќе видиме уште два коментара кои одат во слична насока, како на Милчо Велјановски и Владко Василј. Еве Румена Бужаровска, исто така познат невладен активист, вели: Ако кажам шупраиш, ќе одам во затвор? А доста од Facebook корисниците коментираа и дека предлог законот на власта за објавување и реобјавување на бомбите и за нивно бришење од сите архиви е направен по неодамнешната изјава на потпредседателката на СДСМ Радмила Шекеринска, дека опозицијата поседува и снимки на кои има доста секс скандали на високи владени функционери, но дека опозицијата се разбира не ги објавила тие снимки. Сега дел од корисниците на Facebook вела дека власта сака од сега да се заштити во таа насока за да не може пред избори да излезат случајно тие снимки. Ќе завршиме емисијата со Facebook коментар на Рамадан Рамадани. Рамадани вели: Сега е таман да се пуштат оние плюс 18 плюс снимки кои ги нема во предлог законот и се уметничко дело, а не бомби. Македонија 2015. Почитувани со овој Facebook статус на Рамадан Рамадани, ја завршуваме оваа трета порта. Како што е познато во јавноста, последните информации се дека предлагачите на законот за забрана на објавување и реобјавување на бомбите и нивното бришење од архивата на медиумите најверојатно ќе биде повлечен од страна на самите предлагачи. Тоа се Тала Џафери од ДУИ и Крсто Муковски од ВМРО-ДПМН. Ќе видиме како ќе се одвива тоа. Дотогаш вие следете ја програмата 24 вести, која цело време ќе ве известува за најновите случувања и не го заборавајте мотото на трета порта, а тоа е дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика.